ако зборуваме од аспект на локалната самоуправа, значи ние се обидуваме да не ги делиме граѓаните по ниеден основ, да ја градиме општината да биде мајка за сите, а не за едни мајка за други маќеа, да ги трошиме средствата и да ги планираме проектите и активностите спрема тоа каде е најпотребно да се вложат средства, кои се најприоритетните проблеми на граѓаните, без оглед на нивната етничка или верска припадност, без оглед на критиките на кои наидуваме. Јас тоа ќе го илустрирам со неколку примери. Во последните 2-3 години најголемите капитални инвестиции во општина Велес со поддршка од централната власт се случија во населени места каде што живеат припадници на, и тоа би рекол во 100% износ, број припадници на албанската и на бошњачката етничка заедница. Имаше одредени критики и коментари за тоа, прво затоа што тие што живеат во градот, тие капитални инвестиции не ги доживуваат како инвестиции за нив, затоа што не ја користат таа инфраструктура, не ги доживуваат како зафати кои успешно ги реализирала општината, градоначалникот и советот. Меѓутоа, јас упорно обстојувам на ставот дека кога ќе ги гледаме по приоритет работите, поважно е да однесеме водовод во некое селско населено место или да направиме асфалтен пат, затоа што е тоа од поголема важност отколку некоја друга инфраструктура која треба да се направи во централното градско подрачје или во поширокото градско подрачје, дека и тие луѓе што живеат таму заслужуваат да имаат чиста, здрава вода за пиење и да имаат асфалтен пат по кој нормално ќе можат да стигнат до своето место на живење. Користам прилика на крајот да ви честитам за одличниот проект, на тоа што работите на промовирање на европските вредности. Сакам да кажам дека до максимум ќе се вклучам додека сум градоначалник во нивното промовирање. Се надевам дека тоа ќе биде случај и после тоа во следниот мандат, затоа што мислам дека е тоа многу важно и дека е тоа еднината за изградба на една вистинска демократска држава или на едно вистинско граѓанско општество во кое сите нашата земја ќе ја чувствуваат како своја татковина, без оглед на тоа дали се македонци, албанци, турци, срби, власи или останати, дали се православни, христијани или се муслимани, без оглед дали се машки или женски, каква е нивната сексуална определба или социјалната структура, сите ние имаме право на живот и должни сме заедно да ја градиме нашата земја да биде убаво, пристојно место за живење.